Ја сега има темата на економија за ова. Викате дека за ова има одговорност, но гледаме дека сите предмети што се претходната власт во обвинителството и во судовите веќе остареле. Како да ги има довела да ги Токму од таа причина и во претходната моја пресконференција аз веќе одговорив и најавивме. Најавивме ветинг за сите суди и обвинители без исклучок. А до тогаш ја повикавме Државната комисија за спречување на корупцијата, затоа што го има правото да направи и да отвори постапки за потеклото на имотот на сите судии и на сите обвинители без исклучок. Одговорност мора да има, но ние како одговорна и сериозна партија мора да внимаваме на ниту еден начин да не покажеме во јавноста дека се вмешуваме во одлучувањето или во постапките на правосудните органи кои што треба да бидат независни. Од таа причина мораме да констатираме со жалење дека очигледно некој од внатре, од судските власти, не дозволува гроевизмот да биде искоренет целосно. Токму од таа причина, кога зборуваме за ветинг, кажуваме дека овде ќе ни требаат можеби и меѓународни експерти кои што ќе треба да се вклучат во целиот процес. Тука ќе ја вклучиме и експертската јавност, тука ќе внимаваме и ќе побараме поддршка од Европската Унија во однос на Академијата за суди и обвинители, за да може да произведеме, државата да произведе доволно суди и обвинители кои ќе одговараат на постапките. Ги знаеме примерите во Албанија, ги знаеме примерите во државите каде што се одвивал ветингот, каде што побрзо започнал, каде што не биле доволно консултирани експертите и знаеме дека наидоа пред се граѓаните со одредени проблеми. Но до тогаш, еве уште еднаш јавно, ја повикувам антикорупцијска комисија да поведе постапки и да го преиспита имотот и да бара потекло на имотот за сите судии и обвинители без исклучок. Само заеднички, како граѓанство, заедно со институциите кои што треба да бидат независни, можеме навистина да ја воспоставиме правната држава во државата. Секако тука не можам да не искоментирам дека и во судството има честни луѓе, има луѓе кои што навистина професионално си ја завршуваат работата. Но за жал, после 11 годишниот режим на ВМРО ДПМН оставија сериозни луѓе кои што работат на штета на правната држава, а се наоѓаат токму инсталирани во судството кое што треба и мора да биде независно. Кога се кај ветинг дошли, да додадем да после тоа што се случи со СЈО, дали мислите дека ако се сериозно за ветинг, тоа се проведе во соработка и се вклучување од експерти од странство, бидејќи веќе кога цело СЈО пропадна, тоа што? Кога зборувам, ние мораме, да, ви го разбрав прашањето. Океј. Ние мораме да веруваме во капацитетите на нашата држава. Генерално, во капацитетите на граѓаните. Секако дека треба да има координираност и вклученост на странски експерти во однос на ноу-хауто да ни го донесат овде. Но не можеме, заради поединци, да ставиме дамка и да се сомневаме во целото судство и во сите оние луѓе кои што директно или индиректно се внатре во правосудните органи. Минатата тема. Значи, секој ден има десетина огласи во јавните и државните институции за нови вработувања. Иако пред доаѓање на власт, вика се дека претоварена администрацијата, претоварени институциите со вработувања, но тоа веќе се прави секој ден со нови вработувања. Дали што ќе преземете против ова и дали ова е ваша политика да се... Функционалноста на институциите на ниеден начин не смее да се стави под знак прашалник. Оперативно мора да функционираат институциите согласно систематизациите кои што ги прават самите институции. Од тој аспект, на ниту еден начин не може тоа да го поврзате со вработување, како што ме прашавте, пред избори. Не станува збор, станува збор за обезбедување на функционалност во рамките на институциите. Ако ги погледнеме бројките, може да видиме дека во однос на администрацијата имаме сериозно намалување во однос на луѓето кои што се вработуваат во самата администрација. И има многу голема разлика со тоа што го правиме согласно потребите на самите институции.